Да се спречи изградба на објект од Г1 тешка загадувачка индустрија. Со ова мото денеска пред општина Ново село протестираа граѓански активисти и жители на Подбеласичкиот регион, но и политичари кои бараат општината да го запре градењето на објектот што се наоѓа во непосредна близина на влезот во село Смоларе и веднаш до реката Струмица. Советникот од граѓанската иницијатива Стигае, Костадин Ристоманов, вели дека со месеци ги барал документите за оваа фабрика, но не ги добил од општинските власти. Тој и активистите се сигурни дека станува збор за фабрика што ќе предизвика сериозни загадувања. Затоа се упативме до министерката тогашна за животна средина, побаравме од неа мислење и она рече дека она го одобрила, мислејќи дека се наоѓа објект во Г2, а не во Г1. Добро, баравме написмено, ништо не добивме и затоа ние се обративме повторно до неа со преставка за поништување, преиспитување пред се на нивната одлука и поништување на истата, на што повторно не бевме удостоени. Вклучува процеси кои што има горење во нив, значи алуминиумот прво треба да се издроби, она што е веќе таму се спрема, па алуминиумот да влезе во печки и да со температура да се слее. При такво нешто се ослободуваат опасни токсични химикали и за тоа се користат посебни соли. На протестот присутни беа и пратеници од левица. Сметаат дека тешката индустрија може да биде проблем во близина на населени места и плодно поле. Затоа рекоа дека ќе ги поддржат активистите во оваа битка и пред институциите. Ние сме на целосно располагање да правиме притисок преку институции. Они ќе водат процесот, ние сме тука да им служиме за се што ќе се договориме, за се што ќе побараат од нас. Ние им сме на располагање. Градоначалникот на Ново село вели дека општината постапува согласно законите и дека одобренијата се издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање, од каде тврделе дека не станува збор за објект од загадувачка индустрија. А во конкретниот случај сум жестоко нападнат за објект за кој постапуваме врз основа на документи кои ги издала државата, односно Министерството за животна средина ја има известено општина Ново село дека во конкретниот случај нема да има загадување на животната средина. Одговорно тврдам дека доколку постоеше ризик од наводно загадување во било кој случај, јас како млад човек кој со целото семејство е вложен во нашата средина би бил прв кој ќе ги предводи граѓаните да спречат загадување. Ставовите на активистите се дека во овој регион не треба да има индустријски капацитети од тешка индустрија, бидејќи сакаат Беласица да биде заштитено подрачје, кое ќе носи туристи, а околината е со плодна и обработлива почва, па според нив големи се опасностите по здравјето и екзистенцијата на луѓето.